Но состојбите на терен, од она што ќе го слушнете од моето излагање, за функционирањето на јавното предпријатие Пасишта, ќе ви го потврди мојот став дека никаква измена или подобрување на законско решение нема да можат да ги променат поразителните состојби во оваа институција и дека треба сериозно владата и надлежните институции да се позанимаваат со овој случај. Јавното предпријатие Пасишта е уште едно дувло на криминал и корупција на актуелната власт. Уште една институција целосно партизирана во раководниот тим, каде главните одлуки ги носи, замислете, сопругот на директорката на јавното предпријатие Пасишта. Во оваа институција, во ова предпријатие, имаме ситуација досега невидена, каде сопругот иде на работа заедно со директорката и го води главниот збор. Тие противзаконски раскинуваат договори, им склучуваат на други, не почитуваат никакви закони, ниту пак одлуки на управниот одбор. Овие информации се од луѓе кои работат или работеле во јавното предпријатие Пасишта. Ова го кажуваат оние честни работници кои не можејќи да гледаат малверзации и криминал, или се сменети, прераспределени, или избркани од работа. Останатите мора да молчат за да не ги снајде истата судбина. Самоволието на директорката, односно незиниот сопруг, било неиздржливо. Им се раскинувале договори на вистинските сточари со над 2000 грла овци, за да се даваат на нивни луѓе со, да речеме, 200 овци. Иако во законот е пропишано дека 1 хектар пасиште одговара на 5 грла ситен добиток, ова не се почитува и огромни површини се даваат на нивни луѓе со минимум број на овци или кози. Имало исто така случаеви кои поради ваквите неправилности и неправди кон вистинските сточари завршували и со тепачки. Таков бил случајот на еден сточар од Тетовско кој редовно плаќал пашарина, имал согласност и за изградба на времен објект, но директорката самоволно му го раскинала договорот и го дала на друг. Поради ова дошло и до тепачка и еден од нив завршил и во болница. Директорката знаела и да ги дава пасиштата така без договор усно. Таков случај кој повторно завршил со тепачка е случајот со пасиштето на познатиот Ислифарис Джемаили. По завршување на договорот, таа на незините луѓе им рекла да одат и да го користат пасиштето без никаков распишан јавен оглас. И овде дошло до тепачки меѓу новиот противзаконски концесионер со жителите од околните села, кои барали да им се даде и од нив и на нив пасиште за да може да го напасуваат добитокот. На малверзациите на директорката на јавното предпријатие Пасишта им нема крај. Во август месец годинава најверојатно е направен уште еден криминал со околу 600 метри квадратни површина која била во собственост на јавното предпријатие Пасишта, а се наоѓа во близина на подружницата во Тетово. Оваа земја најверојатно дека е продадена на некоја фирма која ја пренамениле во градежно земјиште. Заедно со нив и директорката одела по катастар за да им помогне да завршат работа. А сите вработени кои што се побунили и не сакале да го озаконат овој криминал или добиле отказ или биле прераспределени. Пред да кажам за тоа каква е состојбата со пасиштата во Република Македонија, само уште еден податок за хаосот кој владее во јавното предпријатие Пасишта. Имено 3 службени возила кои им се дадени на подружниците ги користела лично директорката за своји лични потреби. Состојбата со јавното предпријатие Пасишта, откако е таа начело на ова предпријатие пред 3 години, сочарите ја кажуваат дека нема никакви активности во подобрувањето на условите на пасиштата, нешто што е работа на јавното предпријатие. Иако годишно од пашарина во јавното предпријатие влегуваат близу половина милион евра, сточарите велат дека ништо не се инвестира, односно не се враќа назад. Сточарите имено имаат обврска годишно да плаќаат пашарина како услов за добивање на субвенции. Пашарината е 50 денари за грло, што значи дека ако официјално статистички имаме 600.000 овци, тогаш во јавното предпријатие влегуваат 500.000 евра годишно пари,
а ниту патишта им се направени, ниту поила, односно ништо не се инвестира во подобрување на условите на пасиштата. И овде морам да потенцирам за селективност во почитувањето на законите. Имено законите се почитуваат само од страна на земјоделците, на сточарите, значи тие мора да платат пашарина за да може да добијат субвенција, за сметка на тоа субвенциите за 2012 се уште ги нема, иако крајниот законски рок до 30 јуни измина. Фактот, само уште еден момент да повторам. Ова што се случува, почитувани граѓани, кога е ВМРО ДПМН е на власт, ова се состојбите, се толерира криминалот и корупцијата, се уништува честниот сточар, а со тоа и бројот на ситниот и крупниот добиток опаѓа. Овие измени на Законот за пасишта, особено со формирањето на 7-члена комисија која што ќе одлучува на кого ќе се доделат пасиштата, наместо тоа право да го има само директорот на јавното предпријатие, е добро решение кое треба да ги избегне ваквите негативни примери како со актуелната директорка. Иако не верувам дека додека е Груевски на власт нешто ќе се промени, во интерес на сточарите денеска ќе ги поддржиме овие измени на Законот за пасишта и ќе очекуваме надлежните институции како антикорупцијска комисија, каде веќе има доставено документи за малверзациите за кои зборував, да превземат соодветни чекори. Благодарам.